Екипата на Бекстејдж во прекрасно друштво на девојката која што неуморно работи за тоа и секогаш одвојуваме време во Бекстејдж за тебе. Александра Јанева, како си ми најпрви? Благодарам на убавите зборови, одлично, секогаш во вашето друштво ми е преубаво. Каде си и што правиш периодов? Создаваш музика, внесена си во целиот тој процес, се крчка албумот, што е во моментов актуелно? Од се по нешто морам да кажам, започнавме со работа на албумот уште во 2025 година, практично таму негде уште напролет. Почнавме да ги спремаме песните, кон крајот на 2025 година веќе го финализиравме албумот и ете сега на почетокот од 2026 конечно можам да го најавам. Со тоа што се уште не сме направиле промоција, песните ќе се објавуваат етапно една по една и таму некаде на јасен, кога јас ќе бидам ослободен од приватните обврски барем малце, ќе можам да се посветам на промоција на албумот. Покрај овој професионален живот и твојата кариера, ти се случи и многу убав момент на самиот почеток на годинава, објави на социјалните мрежи, сподели со твоите следбеници, со твоите фанови, дека си во блажена состојба, дека си бремена. Најпрви честитки од нас, ме интересира како се чувствуваш, имаш мачнини, дали си од оние класични трудници, прво како дознавте, многу ме интересира. Благодарам многу од срце. Јас не сум од оние класични трудници, баш имам лесна и удобна бременост. Некако се чувствувам привилегирана од таа страна. Немав ниту на почетокот, ниту сега, кога веќе влегов во 6-тиот месец од бременоста, немав мачнини, гадење, повраќање, фала му на Бога и затоа целиот период го поминав многу активно, со многу настапи, многу работа во студио. И можам да кажам дека се чувствувам многу поубаво, дури од порано, веројатно кога ќе го стекнеш оној мајчински инстинкт, уште од првиот момент кога дознаваш дека си трудна, се ти се менува буквално и приоритетите и тоа како се чувствуваш. Неколку пати знаевме во студио да позборуваме со тимот дека имам некоја посебна енергија и топлина во гласот, која што ете порано можеби и не сум ја прикажала во студио, не сум ја донела. И многу ме радува тоа, веројатно и затоа направивме еден преубав албум. Кога се однесува до твојот партнер, ме интересира дали си разгалена сега по дома, бидејќи си нели во блажена состојба, ти помага или ти вели ли злато немој ова јас ке направам и колку е тој среќен, колку е со нетрпение го исчекува она што ви следи, а тоа е еден од најубавите периоди во животот на секој млад пар. Секако да, пресреќен е, да се надоврзам на претходното прашање кој што не ви го одговорив, дозна наредниот ден од како јас дознав, затоа што јас бев во Скопје, тој беше во Струмица по работа и мораше да се вратам за Струмица и да му соопштам, да му Каже во живо? Да ме сака во живо, да не сака да биде телефонски, така што му напишав една сладка честитка и го натарав да ја прочитам на сред онлайн состанок, затоа што не ми се чекаше, тој беше на состанок и само кажав, ајде, паузирај на секунда, те молам, имам една вест. Натре пишуваш 1 + 1 еднакво на 3, деди to be идем татко. И да, не очекуваше, навистина не очекуваше таква вест, но нормално беше прерадосен. Возбудата му се гледаше и во очите и во нозете кој што се тресе буквално доле и си имавме така еден интимен убав момент кај што ете и двајцата можевме да се израдуваме на веста. Инаку ми помага доста, грижлив и внимателен, впрочем од секогаш бил таков, меѓутоа сега поготово кога сум во блажена состојба морам да признам дека уште повеќе внимание ми се посветува. Сандра, веќе го дознавте и полот на бебето, е сега, да, неблагодарно е, сите велиме, најважно да е живо и здраво, но дали посакувавте? Не можам да кажам дека посакувавме, меѓутоа јас имав некое предчувство после второто ехо дека станува збор за девојче. Така некако кога ја погледнав таа мала главичка, тркалезно лице, си кажав, ова мора да биде девојче. И многу интересен момент и случајност убава беше тоа што откако ја завршивме песната, мојата најнова песна Сестро во студио, токму тогаш дознав дека сум бремена со девојче и дека и таа ќе биде во иднина една во светот на сестрите. Пази што ми правиш несреќа, кога кршиш се што ми е вецено. Веќе мене не ме допира, тие трошки сега кој ги добива. Си тихо, сите волци и муси на моите солзи, само право ко приви токсични се
Сега повторно се враќаме на музиката, албумот паралелно некако со овој твој важен момент во приватниот живот, како некако ќе ги вклопиш овие работи? Имаш ли некој план во глава? Па не сум ни прва ни последна, мора да има решение за се, особено кога и музиката ја сакаш, а и мислам желбата да станам мајка била од секојаш кај мене присутна и најголема, така што со добра организација мислам дека ќе се постигне се. И ете, се случија убави работи ќе се случат убави работи во 2026 година и мислам дека сето тоа е со причина. Сега е вистинското време. И за албумот, и за донесувањето на света мојата керкичка. Ние како Бекстеж се радуваме за целиот овој преубав период кој што ти престои, ќе ја слушаме во следниве минути твојата музика, ќе уживаат гледачите со неа, а ние ти посакуваме многу среќа и повторно да те видиме тука со новост. Ви благодарам, ќе се видиме сигурно. Mami,